Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и во овој видео ќе продолжиме да работиме на нашата to-do апликација која што веќе добро знаеме, значи ова апликација. Од овој серијал, мислам за оваа to-do апликација, наверно ќе снимам уште едно-две видеа. Во денешното видео ќе направиме функционалноста да се бришат нашите to-do айтеми, па ќе видиме што ќе зборуваме во наредното. Па ајде да започнеме со имплементацијата на нашата функционалност за бришање на to-do айтемите. Ајде ќе направиме нова функција овдека, const, или ајде нека биде погоре каде што ми е add to do, под ова нека биде const delete to do item еднакво arrow функција, како параметар ќе ни прима ID, бидејќи сакаме да го праќаме ID-то на to do айтемот кој што сакаме да го избришиме и потоа да го избришиме. Пред да продолжиме, ајде да одиме во to do item и да ги наместиме нашите проб што ги имаме соодветно, бидејќи немаме валидација и моментално ни фрла грешки. За валидација ќе зборуваме во некој едно видео. Што гледаме овдека, на клик на ова копче, повикуваме delete to do item handler и го имаме горе како props. Значи во to do itemот, каде што ја користиме ова компонента, треба да го додадеме и ова. Ајде да одиме во нашите to do's. Нашиот to do item, еве го тука. И ајде тука ќе го ставиме тој props. Ќе прима вредност, ќе повикуваме функцијата што ја креиравме сега, delete to do item. Ќе ја повикуваме со параметар, значи затоа не ставам директно, тук ставам параметар. И параметар ми е to do item.id, бидејќи сакаме да го праќаме ID-то секогаш кога ќе кликнеме на X копче, значи кога ќе кликнеме за да речеме на ова to do, да го пратиме ID-то од ова to do. Кога кликнеме на ово X, да пратиме ID-то од овој to do. Па да видиме што сме направиле. Ајде овдека иницијално ќе го печатиме тоа што да видиме дали се не функционира. console.log, ќе го печатиме, печатиме ID-то, log ID. И овдека мислам дека ми фали key, ќе ми фрла грешка, мора да ставиме unique key да имаме и unique key-то ќе ми биде истото ово ID. За да не ми фрла грешка, бидејќи ако го тргнам, треба да има грешка овдека. Еве грешката вика warning each child in a list should have a unique key prop. Кога ќе го ставиме ова, значи грешката ќе ни се тргне. Океј. И сега ќе кликаме на некој од овие X-овите, ќе ми се печати ID-то на тој айтем. Ајде да кликнеме на ова, како што ми се печати двојка, бидејќи ова има 0 ID, 1, 2, еве, единица, еве, 0. Значи до тука ни работи. Ајде да продолжиме, да го тргнем ова сега. И пред да започнеме, значи ќе креираме копија од нашите to-do податоци. Ќе играме овдека const to do data copy, нека не се вика. Значи да го пробаме, да, еве ми, значи кога ви зборува за екстензиите, гледате вика copy и ми вика unknown word, бидејќи со две па го пишу. Кога ќе го пишам со едно па ми функционира, значи таа е екстензијата што има како и да се викаше. Е еднакво на to do data. Значи имаме копија од ова. Сега грешката ми е бидејќи имам доделена вредност, а не е корисна. Значи затоа имам жолто под истото. Наредно што ќе направиме да го најдеме индексот на ова to do кој што сакаме да го бришеме. Значи ќе велиме const index to delete. Може би не е најсоодветно име, но ќе го користиме тоа. И на овој array што го креиравме, значи на копијата ќе ја повикуваме find index функцијата. Ќе ви ставам линк до документацијата за да прочитате нешто повеќе за истата. Ова функција прима параметар друга функција и ќе
ни враќа, значи, item, имаме item и ќе речеме item.id е еднакво на ова ID што сме го пратили. И да видиме дали нешто ќе ни испечати. Console.log log index to delete. Се вратиме во нашата апликација, кога стисне на ова, вели дека првиот индекс во нашата низа треба да се избрише, нултиот индекс треба да се избрише, вториот индекс треба да се избрише. Мислам дека од ова треба да е јасно што правиме, но ајде да пробам полека да ви објасним што правиме. Значи, креираме индекс to delete променлива и потоа во нашиот array, во нашата низа, ова копијата од нашите податоци горе, како што знаеме, содржи низа со објекти. На ова низа повикуваме find index, бидејќи сакаме да најдеме индекс на некој елемент. И овдека велиме, бидејќи значи ова функција ќе помине низ сите елементи во нашата низа, како еден for each ќе направи и за секој елемент ќе направи оваа проверка. Дали айтемот, значи секој айтем ќе не биде овој објект за секоја итерација низ таа низа и ќе прави проверка дали item.id-то, значи ова ID овдека е еднакво на тоа ID што сме го пратили во функцијата. Доколку е еднакво, ќе ни го врати тој индекс, значи ќе ни го врати индексот на тој елемент и ќе ни биде зачуван во оваа променлива. Доколку не најде таков item, мислам дека ќе ни врати -1, ако не се лажам. Прочитате во документацијата, нали тука пишува, да. Returns the index of the first element in the array where predicate is true and -1 otherwise. Значи го враќа индексот на тој елемент што го бараме доколку го најде, а доколку не ќе ни врати -1, значи тоа пишува. Океј, ова го направивме и се што треба наравно да направиме е да ја повикуваме splice функцијата, што го правивме овдека. Значи гледате што правив. Меѓутоа овдека се ми беше напишано во претходниот пример во една линија, као што гледате find index и потоа бришеме еден елемент. Сега тоа го правам во два реда, значи ми е одделено. Ајде да го направиме тоа. Значи на оваа низа, значи на копијата, повикуваме .splice и велиме дека почнувајќи од овој индекс, сакаме да избришеме еден елемент. Океј, и потоа во нашиот state овдека ги зачуваме новите податоци. Значи ги заменуваме што е да имаме до сега, велиме set to do data, нов array и велиме со spread операторот се што имаме во овој array овдека, сите елементи. Точка запрека и ајде да видиме дали ни функционира. Како што гледаме ни функционира, ни се бришат нашите елементи. На рефреш ми се враќаат, бидејќи така им направено, значи да функционира. Велиме на инициализација која ќе ми се рефрешира мојата компонента, повторно иницијално ќе ги имам овие елементи. Значи во некој наредно видео ќе направиме некаде персистентно да ми се зачувуваат најверојатно во local storage тие што ќе ги креираме и тоа ќе го ставиме за крај. Така да, дечки, мислам дека ме разбравте што направив во ова видео. Значи направивме delete функционалност за овие to-do айтеми што ги креираме. За да го направиме тоа, значи креиравме копија од нашите податоци, копија од нашата низа со податоци што имаме во овој state. Потоа го бараме индексот на елементот кој што сакаме да го избришеме, бидејќи на клик на делете копишто го праќаме ID-то на тој to-do item што сме го кликнале, што ни се наоѓа овдека, значи ова ID го праќаме
Еве, да речеме сме кникнале на првиот елемент, кликаме на првиот елемент, овдека значи ова ID што го праќаме ќе ми биде 0. Потоа велиме во ова проверка, значи во to do data copy низата што не е копија од самите податоци, најди го индексот на елементот чие ID е еднакво на 0. Ќе ги помине низ сите елементи, значи ќе почне од првиот елемент, ќе почне нови елемент, дали вредноста 0 е еднаква на 0, значи проверува вредноста на ID на првиот елемент со тоа што сме ја пратили овдека, 0 е еднакво на 0 и вели ова ми е првиот елемент со индекс 0 и ќе врати ова функција ќе врати 0 и во ова променлив ќе имаме 0. Потоа велиме овдека to do data copy.splice и со splice функцијата почнувајќи од ова индекс, почнувајќи од индексот 0, велиме избриши еден елемент. Значи бидејќи овој индекс е 0, доколку го бришевме вториот айтем што ни е со индекс 1, ќе вели почни од индексот 1 и избриши еден елемент и ќе го избрише баш тој елемент. Значи со повикување на оваа функционалност го бришеме тој елемент. И потоа го повикуваме сетерот на оригиналниот стеј што некаде ни се чуваат податоците, значи овој, повикуваме set функцијата и велиме дека доделуваме значи нова вредност. Ке велиме новата вредност на овој стејт ќе биде нова низа и вредностите во таа низа ќе бидат сите податоци што ги имаме во ова копија од таа низа. А во ова копија знаеме дека со ова функција избришевме еден елемент и имаме еден елемент помалку. И сега ќе имаме, значи, бидејќи го избришевме ова, ќе имаме овој случај, ќе имаме овие два елементи и бидејќи повикуваме set state, значи го менуваме стејтот, нашата компонента ќе се рефрешира, значи ќе се рефрешира и ќе го имаме значи тоа, кога ќе кликнеме овдека ни се брши нашиот елемент, се рефрешира нашата компонента и имаме два елементи, односно еден помалку. Кога ќе кликнеме пак, исто ќе се случи. Така да дечки, мислам дека за ова видео е доволно. Се гледаме во некое наредно, кога ќе завршам со ова to-do апликацијата, на крајта ќе го поставам целото репо на Bitbucket и ќе поставам линк во сите видеа. Така да до крајот на денот денеска во сите видеа во описот долу ќе имате линк до репото каде што се наоѓа се вкупниот код. Поздрав!